Темата и во продолжение гостин во тема на денот во Централниот дневник Марко Веселовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика. И за почеток информациите ги видовме во прилогот. Одлука ќе се носи, можат ли граѓаните да се спасат од ново поскапување на цени? Значи, барањата ги добивме во текот на месец јуни, во изминатиот период правиме анализи. Она денес што го соопштивме е тоа што побарале трите компании. Најголемата компанија која што снабдува негде 95% од скопјаните со топлинска енергија, побара зголемување од 1,82%, СМ енергетика која снабдува делови во Газибава има побарано зголемување од 67% и Скопје Север некаде околу 15%. Значи, Регулаторната комисија за енергетика ги привршува анализите на поднесените барања. Во вторник ќе одржиме подготвителна седница на која што ќе дискутираме уште еднаш со компаниите за нивните поднасе. Кој правец е? Дали Па премногу е рано да се каже, додека не добиеме во понеделник дополнителни податоци од компаниите кои што ги побаравме пред се во однос на набавката на природниот газ во првата половина од оваа година, но она што е многу битно е што ние основните оперативни трошоци, профитот и амортизацијата им ги признаваме на овие компании за период од 3 години, така да секогаш оваму имаме оставано резерви и тоа особено ќе го земеме во предвид. Исто така, во последните 3 години, вообичаено цената на ТЕТО, како когенеративна постројка, ја намалуваме за 15% од цената која што имаат топланите во градот Скопје, така да и тоа не е уште еден добар природниот бафер. газ е повисок, ми чинам на За жал, во 50%. Европа и во светот цената на природниот газ вообичаено ја следи цената на нафтата и во оваа година, како што расте цената на нафтата, така расте и цената на природниот газ. Но ќе направиме дополнителни анализи како е набавуван тој природен газ, а исто така ќе влијаеме во одреден дел и на трошоците на компаниите. Во насока на зголемување сепак на цената, така? Во насока граѓаните да добијат реална цена, до сега секогаш избегнуваме да предизвикуваме ценовни шокови и се што ни стои како можност и располагање при определувањето на цената за парното на граѓаните, сето тоа ќе го искористиме, па може и да изненадиме, ќе видиме. Понекогаш јавноста чинам дека има некаква поинаква перцепција од Регулаторната комисија за енергетика, ја чувствува како тело кое треба да ги штити интересите на компаниите. Тоа е така или тело кое треба да ги штити интересите на граѓаните? Регулаторната комисија за енергетика, како и секое регулаторно тело во Европа, треба да биде да ги штити интересите и на компаниите и на потрошувачите, имајќи во предвид дека во нашата држава имаме слаби организации на потрошувачи кои што се грижат за нивните права, ние во најголем дел се обидуваме да ги заштитиме правата на потрошувачите. Некогаш успеваме, некогаш не успеваме. Најчесто на некои трошоци како што е набавна цена на природен газ. Ве прашувам во контекст на тоа дека во јавноста секогаш како институција сте присутни кога треба да се соопшти нова цена на нешто. На пример да ја прашам, лани имаше поскапување исто на цената на парното. Секоја зимо граѓаните се жалат на ладни радиатори. Може ли да се обратат до вас? Во секој момент и што може во таква ситуација вие ќе направите? Во секој момент може да се обратат граѓаните до нас. Минатата година цената на парното остана иста. Во 2019 ја намаливме за 6%, а во 2018 ја намаливме за 3%, така да се уште од кога сум председател на Регулаторната комисија за енергетика, цената на парното не е зголемена. Значи, во изминатиот период, особено оваа грејна сезона, имаше еден од најлошите стартови на грејната сезона и поради тоа од оваа година ќе го смениме начинот на подготовки особено на БЕК за почеток на грејната сезона, така да сите тие
проби за стартот на грејната сезона ќе започнат во втората половина на септември. Граѓаните кои би се жалеле кај вас? Граѓаните, значи кај нас во најголем дел, тие што се пожалија го решивме проблемот. За жал во голем дел од поплаките кои што беа за граѓаните беше тоа што трошоците за електрична енергија во самата подстаница не биле платени од стана на станарите. Инаку тама каде што имаше проблеми на БЕК, во најкраток можен рок беше реагирано и беа поправени сите тие пропусти. Значи, апелираме и до граѓаните да си ги проверат секогаш своите грејни тела уште пред да започне грејната сезона, дали некој радиатор испушта вода. Затоа што кога ќе започне грејната сезона, доколку само еден радиатор во една зграда пушта вода, тогаш се исклучува снабдувањето на цела зграда и токму од овие причини, оваа грејна сезона, пред почетокот на грејната сезона, БЕК ќе прави ладни проби, за да може секој граѓанин да види дали има проблеми со своите радиатори. Така да на тој начин ќе го спречиме проблемот со жалби во текот на грејната сезона. Инаку потрошувачите кои што не добиваат квалитетна испорака на топлинска енергија, таа е гарантирана 21 степен, апсолутно нема потреба да се ги плаќаат своите трошоци за топлинска енергија, имаат право да се исклучат и веќе имавме доста случаеви кои што беше констатирано, излага и тимови на регулаторната комисија за енергетика, дека испорачаната топлинска енергија не е со тоа ниво како што треба и поради тоа граѓаните нема обврска да се ги платат своите трошоци за топлинска енергија. Добро, цената на нафтата, на нафтените деривати на бензинот, 3,5 денари акцизата која беше воведена, ќе ја нема или веќе ја нема, но еколошка такса. Која цена на бензинот треба да очекуваат сега граѓаните на нафта? Значи во овој момент со законот за акцизи е утврдено да имаме една основна акциза и за бензинот и за дизелот и на таа акциза се додава дополнителни 2 или 3 денари. Доколку цената на бензините или на дизелот на светските берзи е помеѓу 400 и 600 долари за тон, во тој случај се додава 2 денари. Минатата недела за дизелот, овие 2 денари се укинаа, бидејќи цената на дизелот во периодот од 1 до 15 јули просечната беше над 600 долари и на тој начин акцизата, дополнителната акциза од 2 денари се укина, а истото тоа за бензините е направено уште во месец март. Сега, значи, акцизите за бензинот и за дизелот се тие кои што се основните и утврдени. Се разбира со предлог закон со кој што се воведува еколошка такса, која што и во моментов постои и кој го плаќаат граѓаните, тоа е надоместок за животна средина, сега се зголемува значително и ќе изнесува 3,5 денари. Нашите анализи покажуваат дека и покрај воведувањето на овие нови 3,5 денари, цената на дизелот во Македонија ќе остане се уште најниска во регионот. Во моментов е 61 денар и сето тоа се должи, ние основниот дел при определувањето на цената, најголемо влијание има тоа што се случува на светските берзи. Дизелот и бензините се најевтини во Македонија кога ќе се споредат со регионот, поради тоа што давачките кон државата се најниски. И со ова зголемување на воведување на дополнителна еколошка такса од 3,5 денари, се уште цената на дизелот ќе биде најниска во регионот, споредена со Косово, со Албанија, со Србија. Цената на светските берзи повторно ќе се врати на зголемување плюс, така од Не, ако доколку цената на нафтата расте на светските берзи, акцизата се намалува. Ние тоа го направивме. Значи тоа е еден заштитен механизам во самиот закон. Кога дојде цената на дизелот над 600 долари за тон, дополнителната акциза од 2 денари се укина. Добро, околу ДДВ-то на електричната енергија имаше многу нејасноти, нели се носеше законското решение за намалување на ДДВ во средината на месецот. Имаше некои информации како ќе бидат пресметувани фактурите за овој текуван месец. Кои се точните податоци, што точно ќе добијат како фактура граѓаните? Едно ДДВ, две фактури со 2 ДДВ?
Значи, како што знаете, идејата за намалувањето на ДДВ произлезе од регулаторната комисија за енергетика минатата година да се намали ДДВ-то од 18 на 5% и мислам дека имаше доволно време тој закон да помине во собранието, но како и да е. Значи, граѓаните ќе го плаќаат тоа ДДВ кое што важи на денот на изготвување на сметката за електрична енергија, така да нема да има две ДДВ-ња. Ќе се биде, доколку денес се изготвува фактурата, ДДВ-то ќе се биде 5% како што е предвидено. Ќе се биде, бидејќи во Евана има ротирачки систем за да може сите броила да се отчитаат. Значи, кај секој се чита за период од 30 на дена и дел од потрошувачката што била во месец јуни и дел од потрошувачката што била во месец јули, доколку не изготвуваат фактурата денеска, таа ќе биде 5%. Нема да има за еден период 18, за друг 5%. Значи, на денот на изготвување на фактурата, тоа ДДВ што важело, а веќе од понеделникот или од минатата или од пред тоа, ДДВ-то е 5%, значи секоја фактура ќе биде со 5%. Освен тие што беа изготвени пред да влезе законот за изменување и дополнување на ДДВ-то, кога беше 18%, но кај овие потрошувачи 25-6 дена беа по старата цена. Околу зголемувањето на цената што беше на електричната енергија, неопходни тие 12% беа, тука имаше многу, најавате дека треба се анализиравте многу варианти, неопходни ли беа? Значи, регулаторната комисија за енергетика може да влие и определува само на цената за пренос и за дистрибуција на електрична енергија и тоа во крајната сметка сега со последната одлука учествува со 32-3%. Значи, во самото барање, Евана и Мепсо кај нас побараа вкупниот нивен трошок да се зголеми за користење на мрежа на 50 денари на сметка од 1000 денари. Ние тоа што ветивме дека ќе го направиме, го направивме и апсолутно делот на користење на мрежата го одржавме речиси на исто ниво. За прв пат во наша одлука не признаваме зголемен број на вработувања во МЕПСО, туку бројот на вработени го замрзнавме со ситуацијата од 2018 со цел во делот каде што ние носиме, каде што може да влијаеме, да не предизвикаме никакво зголемување на трошоците. Во оној дел, каде што се набавува електрична енергија, кој што се набавува на тендер, ние не можеме да влијаеме. За жел, трошоците за увоз во првите 6 месеци од годината изнесуваа негде 40 на милиони евра. И тие пари беа платени на трговци со електрична енергија кои што понудиле најниска цена на тендерите кај Евана Хом и ние на тие тендери не можеме на никој да наложиме со каква цена ќе понуди. За жал во првите 6 месеци овој трошок беше зголемен за 40 милиони евра и тој изврши најголемо влијание врз цената на електричната енергија, како и трошокот за обновливи извори, за кои што како држава имаме законска обврска трошоците кои што ги имаат повластените производители од фотоволтаици, ветерни електрани, биогасни електрани да им се признаат во цената. Благодарам гостин во Централниот дневник во тема на денот Марко Беслимовски, претседател на регулаторната комисија за енергетика.